Во време кога светот како никогаш досега е исполнет со грижи, потрагата по безгрижност, релаксирање и малку насмевка на човечките лица е можеби попотребна од било кога, како одговор на се она негативно што се случува околу нас. Затоа ние решивме ова летно интервју да биде токму спротивното, да биде позитивно. Мој и ваш гостин денеска Никола Тодоровски добре дојде во еден невообичаен амбиент, лето е, па се решивме да го снимиме овој разговор на отворено, да го искористиме. Се решивме подсенка да се застанеме. Да, затоа што надвор е многу жешко. Да речам фала на поканата, ќе звучи веројатно малце вештачки, пошто на јавноста е познато дека и јас и ти заедно сме, да речам, на иста бранова должина и сопатници во многу проекти и буквално чест ми е да си поправиме муабет искрено. Секако дека ти е познато се она што сум го правил во овие 15 години и секогаш ти и твојата екипа и твојот медиум биле огромна, давале огромна поддршка на сите настани, сите збиднувања, сите идеи што сме ги имале не само јас лично, туку цела поширока екипа, зашто во старт би сакал да кажам благодариме. И јас благодарам. Мојме да завршиме. Мислам дека кажам. Да. Веќе откривме начинот, поводот за овој разговор, секогаш има повод да се разговара со тебе. 15 години кариера, стендап комичар, 15 години Никола Тодоровски на стендап сцената, што ќе биде заокружено со големото финале на Самар Комеди маратонот, што ќе се случи на 13 август на стадионот на спортскиот центар Билјанин извор. Да, прво мислам дека да, во рете 15 години се трудев заедно со повеќе колеги во Македонија и пошироко на Балканот да го разгазиме, да речам, да ги направиме првите чекори, затоа што жанрот во кој што твориме е нов формат некако кај нас. Се уште дојде благодарение на масовните медиуми, интернетот пред се. Пред 15 години луѓето не им беше познато за тој жанр, како тоа се прави, што е стендап, веќе мислам дека е познато на пошироката јавност. Секако дека не благодарение само на мене и секако дека, мислам, пак масовните медиуми си го прават своето. Ние сме некој мал процент, зборувам ние, значи мислам на сите колеги, сме мал процент од таа медиумска понуда. Ми е многу драго дека творев во овие 15 години. Пред се на почеток би сакал да го демистифицираме. Не е кој знае каков јубилеј во секој случај, меѓутоа е нешто. Не е ни зафрлење. Па да, значи моментот е дека мене она што ми прави најмногу кеф е дека сакам да го поделам тој момент со публиката. Значи тоа е целата идеја и околу настанот, и околу изборот на генералната тема за шоуто, се вика Обстанок. Ќе зборуваме секако поеќе за тоа. Значи моментот е дека сакам да го споделам не заради јубилејот, туку заради тоа што мислам дека на сите нас ни е потребен еден момент на заедништво и на некоја позитивна енергија, зашто насекаде околу нас секојдневно, значи да имаме моменти кај што некој ни ја празни батеријата, значи буквално дали се тоа, не знам, економски глупости, лоши вести константно, и мислам дека има трка во надпревар кој ќе ексклузивен, хардкор, поќе ќе не изнервират, поќе ќе ни внеси драма во животот, во смисла да не исплаши, да влезе несигурност или и така натаму. Турбулентни времиња на светско ниво, никој не постојат веќе, мислам, ни правила, така да
потребно мој впечаток е дека јас лично од себе тргнувам потребно ни е момент на еден заеднички настан со квалитет кој што ќе ни ги наполнит батериите на сите. Значи тоа е искрено од срце кажано од моја страна, она што е идеја за целиот тој настан и секако за Summer Comedy Marathon. Ние веќе 8 година се трудиме да го одржиме во живот тој фестивал кој трае 21 ден, 21 ден има различни шоуа, дел од нив се повторуваат, меѓутоа ни едно шоу затоа што се работи за стендап не е исто. И секоја година се трудиме да се прослави некаков јубилеј, пред некоја година нели бевме на Долни Сарај 10 години Two Mothers Brothers, пред тоа имавме гости и од Балканскиот регион. Ова година дојде редот, се поклопија коцките, 15 години откако започнав да работам професионално како стендап комичар. Значи тоа е целата идеја, генералната идеја и моментот, мојата лична мотивација и желба која што стои зад последното финално шоу. Тоа е една, можеби и најдобра покана за сите кои се твои фанови воопшто, кои го сакаат стендапот на 13 во 21 часот, да поведат на стадионот Билјанин Извори, да го проследат шоуто Опстанок, на кој ќе има и специјални гости, доаѓаат Тино и Атанас, Да. Никола Братучет отвара, Да. а за атмосферата ќе се погрижи DJ Face. DJ Face, да. Сум соработувал со доста стендап комичари, уметници од целиот Балкански регион. Во овие 15 години имав прилика да учествувам и да бидам дел од создавањето на комеди клубови во регионот, значи со повеќето од артистите кои делуваат на балканските простори и нормално и дел од нив вон пошироко во Европа. Сум имал одлична соработка од оние кои што се најактивни и присутни во Македонија. Тоа беа Тино и Атанас. Во последниве неколку години најмногу соработувавме заедно и буквално, значи, ова е еден вид на роден ден и нормално дека сакаш да го прославиш на начин каде што секој ќе дојде со најдобриот подарок, а тоа е позитивна енергија и ентузијазам за понатаму. Исто така го спомна Никола Братучет Силјановски, значи тој исто така е дел од новата екипа која се создаде со текот на овие години, зашто ете јас имав некоја иницијатива, односно сакав да ги споделам моментите, значи едноставно ми беше правиме муабет за стендап делот како жанр. Сакав да имам нова екипа, односно да бидам дел од една нова екипа, да внесиме и свежина на сцената и нормално убаво е во текот на годините да се создава нови артисти и да се дава шанса на луѓе кои се полни со ентузијазам и кои се желни да продолжат понатаму и сцената да се развива, да има живот, да стане поголема, поинтересна, поразновидна. Никола Братучет можам да кажам дека од сите кои се присутни на сцената внесе најмногу енергија, ентузијазам, пожртвуваност прилично голема, значи сакаше човекот да се развива и успеа во тоа и мислам дека прилично добро се изгради, на јавноста и е познато, соработувавме на доста проекти заедно и сакав да го испочитувам и неговиот труд и затоа мислам дека исто така заслужува да биде дел од едно такво шоу и на мое огромно задоволство, затоа што убаво е кога човек создава нешто и кога тоа малку ќе потпорасне, после кога ќе го поделиш со другите, тоа е тип на задоволство кое што никој не може да ти го подари со, мислам, не се купуваат такви работи. Да го спомнам исто така и DJ Face, затоа што DJ Face пред
доста, мислам дека повеќе од 15, пред можеби 20 години имавме драмско студио. И јас водев една од групите на драмското студио и DJ Face беше во една од значи во најмалата група, да речам, значи беа дечиња на по 7-8 години. И од тогаш мислам се познаваме, нормално тој си се изгради со текот на годините во еден неверојатен DJ артист и од секогаш ми тлееше тоа како убав спомен и мислам дека ова е совршен момент сите тие енергии да се спојат заедно. Да. Фейс е супер познат диџеј, наше дете Охридско, голем поздрав и до него, човек кој одбележува една ера во една друга област и секогаш, ама буквално секогаш во проектите во кои сме соработувале, секогаш без никаков проблем и со раширени раце ги прифаќа сите идеи и некој става рака, тој става две раце за да помогне и сигурен сум дека и на 13 ќе биде онај додатен елемент кој ќе стави малку зачина на прекрасна вечер со која ти одбележуваш 15 години. Со DJ Face да напоменам дека спремаме едно специјално изненадување за публиката. Нормално дека нема да откриваме што е финтата, меѓутоа беше поентата креативно да се спојат два тотално различни жанра, значи музички и комедија, така да ќе има едно специјално изненадување за присутните. Да, едве чекам да го чујам и да го видам. Спомнав дека стендап сцената се развива, луѓето веќе знаат што е стендап, меѓутоа не знаат како беше на почетокот, како се кршеше мразот воопшто од идиотека до опстанок, од буквално нели не наметнување, туку потрага по публика до моменти кога стендапот станува дел од културата на живењето. Се враќајќи се назад овие 15 години, ако би ги претрчал во неколку реченици, како можеш да ги опишеш? Реалниот јубилеј е на 21 април, значи на 21 април 2011 година беше првиот официјален настап, стендап шоу, заедно со Маријан Ѓоргиевски го имавме првото шоу во тогаш беше популарно место, кабаре клуб Лектира во Битола, значи беше првиот настан. Тогаш никој немаше нити знаење, нити потреба, нити разбирање дека во светот постојат комеди клубови, кабареа и така натаму, меѓутоа по некоја случајност во Битола постоеше објект со слична таква намена. Концептот не им беше комедија, меѓутоа ние се познававме со луѓето и ете така се погодивме. Тоа место веќе не постои одамна, не знам точно кога се затвори. Тогаш беше првиот настан и настапивме со по 45 минути материјал, нешто што оној кој се занимавал со стендап и прв пат настапува е екстремна работа. Меѓутоа ние сме тренирани на сцена, имавме претходно искуство нормално од театар, завршивме Академија за драмски уметности и двајцата и за нас, да речам, имавме некоја подлога, значи не ни беше огнено крштавање, значи буквално не бевме до толку неупатени во тоа, меѓутоа различно е жанровски од она што се случува на сцената во театарот, затоа што таму играме некаков лик, некаква улога, има некаква приказна, најчесто друг е оној кој го пишува сценариото. Ова жанровски е различно, не велам дека ова го сакам повеќе од другото. Моментално темата е стендап комедија, различно е затоа што тука го изразуваш сопствениот став, собствените идеи, многу игра улога, твоите мисли какви се, каков ти е ставот кон општеството, проблемите, што е она што ти е чудно, страшно, те нервира и така натаму. И врз основа на тоа, генерално кажано,
се гради материјалот. По 45 минути помина солидно, имам одредени снимки од тој настан во архива, можеме нешто дел и да споделиме на јавноста за да се потсети, да види како беше тогаш. Во секој случај бевме помлади. Меѓутоа беше ненормално искуство и јас за прв пат така сум се почувствувал, ме обзеде некоја неверојатна еуфорија, адреналин, затоа што настапуваш буквално, значи е гладиаторски на сцената, настапуваш пред публика и сам си, немаш кој да те покрие ако работите не течат како што си планирал, а бидејќи беше прв настап, во секој случај работите нема да течат како што си планирал. Меѓутоа беше многу добро искуство и од тој настан уште сега вака кога зборуваме, кога ќе се потсетам, но сам убави спомени. Скопјан ќе оди во импровизирана продавница за компјутерска опрема во Охрид. Викам импровизирана зашто тоа е привремено. Дур нема туристи, после на истото место се издаваат кревети, кој што знаете. Внатре антички охриѓанец, најстар модел. Најстар модел на охриѓанец, абер немат од компјутери, само кревети, издавање и така натаму. Скопјанчево викат: се извинавам, ако чика, шо графички картички имате? Не знам, редете Nvidia. После дојдоа некои телевизиски проекти и продукти и дојдоа настапи кои зачестија од мали сцени или да кажеме кабареа, кафетерии, клубчиња и клубови до центри за култура. Да, на почетокот беше моментот да се пронајде малку и литература за да сме и подковани на прав начин за да го правиме нештото како што се прави. И тоа беше огромен предизвик, значи затоа што во тоа време ниту традиција, ниту литература, ништо кај нас. Ништо, апсолутно. И буквално копав по интернет, по се што можам да најдам, секој момент на информација ми беше интересен. Успеав да пронајдам некои книги и како што течеше времето, се повеќе информации почнува да се достапни и кај нас и полека нормално и во комуникација со останатите колеги. Например, на Балканов прво се појави стендап културата во Словенија, затоа што словенците беа најблиску до Западна Европа, нормално дека достапот до информации и медиумски, буквално во форма на книги, списанија и така натаму, блогови и така натаму беа достапни таму и тие први има прилика да се запознаат со жанрот и да почнат. И понатака Хрватска, понатака нели веќе и ние заедно со Србија и така натаму. Значи моментот беше, проблем беше да се најдат информации. Во моментов има толку многу информација што веќе дури има и во погрешна насока информации, затоа што веќе секој си го, да речам, тумачи по свое и малку одат понекогаш работите и во крив правец, според мене, меѓутоа сето тоа е во ред. Има некаква експлозија на светско ниво и тоа е нормална работа. Тогаш беше многу тешко да се дојде до информации, до литература и полека се создаде некакво минимално јадро. Понатаму со колегата, со Маријан, соработувавме неколку години заедно, понатаму веќе патиштата креативно ни се разделија и тоа мислам дека исто така е некоја нормална работа во креативен процес, долгорочно гледано. Се работи сепак за 15 години. Секој си го наоѓа правецот, интересите, амбициите се променуваат кај луѓето. И нови луѓе се појавија, веќе сцената се обогати, веќе мислам дека е доволно шарено и интересно за публиката. Да, се обогати сцената, се рафинира, се
рафинираат, нели, стендап комичарите, се профилираат, публиката знае, нели, да го цени, да го препознае сето тоа. Каков е односот со охридската, со македонската публика, веќе најмногу настапуваш овде, и ако имаш сериозно искуство на меѓународни настапи, за што ќе зборуваме нешто подоцна. Во текот на овие години, значи, морам во старт да напоменам... Станавте на ти со публиката во текот на овие години. Да. Прво, Охрид еве да си тргнам од дома. Охрид е прилично мало место во споредба со сите светски метрополи. Во Охрид се најдовме на една прекрасна соработка со Джез-ин. Тоа е едно култно место кое обстојува веќе 36 години како джез клуб. Веќе го декларираме како джез и комеди клуб, затоа што огромен број на настани во текот на годината се случуваат таму и публиката веќе си се навикна, изгради одреден вкус. Во Джез-ин доаѓале прекрасни музички артисти, доаѓале и прекрасни артисти од областа на стендап комедијата, значи веќе публиката изгради некаков став, имаше можност да гледа и интернационални артисти и локални кои се развиваат, кои се на почетоците, и веќе изградени македонски артисти, значи веќе публиката разви одреден вкус. Охридската публика не можеш со стендап шоу, треба внимателно мислам, има веќе развиен вкус, не поминува се, затоа што луѓето гледале. Порано можеше било што да се направи, затоа што кога нема настани, тогаш луѓето се желни за да посетат настан, нели, да се сега сме забавуваат, бомбардирани. меѓутоа веќе мислам дека се изгради еден вкус, и охридската публика, на мое драго задоволство дека сум дел од таа средина, јас сметам дека има изградено висок вкус за стендап шоуа. Мислам, секако и за други видови на уметност, меѓутоа тоа не е темата во моментов. Пошироко македонската публика, ете, во Скопје исто така со текот на годините, исто така можам да кажам дека јас и екипата сме дел од создавачите на во моментов исто така култното место Public Room, каде што често настапуваме. Значи и Public Room покрај сите останати работи кои ги прават таму, прекрасен културен простор за настани од најразличен тип, на вистина прекрасно место во Скопје, ретко место во Скопје, каде што стендап сцената се разви и се отвори платформа за артисти кои живеат во Скопје или доаѓаат во Скопје да можат да настапуваат. Многу ми е драго дека јас заедно со целата екипа, секако почитуваниот брат и сопатник, колега во театарот Стрезо Стаматовски, исто така е заслужен и за тоа. Значи сме настапувале и се создаде некоја убава вибрација и амбиент во тоа прекрасно место наречено Public Room во Скопје. Значи полека, мислам, таму секако дека поголема е бројката на население. Луѓето често патуваат и во странство, и исто така нормално изграден е вкус за сите тие. Доаѓаат веќе и А категорија на стендап комичари. Джим Джефрис беше, Джими Кар, се повеќе и повеќе, мислам дека тоа со текот на годините ќе се зголемува, што ми е драго, затоа што веќе публиката почнува да не споредува со А категорија на артисти кои има светски делуваат кариери, одамна и се со светски кариери. Секако дека тоа е притисок за нас, меѓутоа тоа е креативна работа, тоа ти прави предизвик да се трудиш, да се развиваш, следниот пат да биде подобро и подобро и подобро. Слободна говор е едно, стендап е нешто сосема друго. Дали се што ќе се каже слободно на сцена е стендап и обрат? Па, слободата на говор е едно од човековите права кои што, например, јас
многу се борам. Есенцијално тука нема да, дилема. значи, мислам дека затоа театарот и уметноста во принцип, значи ако размислуваме ние економски, ќе кажеме, скапо е или било што, значи да, во ред секако, меѓутоа да замислиме за момент, зашто ние навикнати сме веќе 35 или не знам колку години дека сме во немаштија, заглавени, подрачна, државата не марда, економски развој, Синдром не на кажуваат сиромаштија. дека имаме навести, ама некако во джебот не баш. Блокирани сме во смисла на визи, пасоши. Ајде, во Европа можеби малку се релаксира работата, меѓутоа пак треба некој да те слика, да те праша каош, зошто и така натаму. И навикнати сме на таа приказна. И си велам да замислиме за момент, чисто хипотетички, вака да ја пуштиме фантазијата и да си замислиме дека ќе имаме сите солидна сума на пари. Ако немаме културен живот, ако немаме со кого да ја поделиме тагата, задоволството, сите тие човечки емоции и состојби, ништо не сме направиле. Значи, единственото место за вистинска комуникација, а да не е тоа вулгарно со препукување, со не знам навреди и така натаму, е преку уметноста. Значи, уметноста дава прекрасна платформа да можеме да искомуницираме, да ги изразиме чувствата онака како што ги чувствуваме, без некој да не искара како класниот, да внимаваме, нели, плафонот е дотука, а да не е тоа директно и навредливо. Мислам дека тоа е единствениот, јас секојдневно се среќавам со луѓе кои ги следат работите што ги создавам и се задоволни и гледам во нивните очи дека имам барем капка надеж и се среќни кога ќе ме кажат фала ти, јако беше, го гледав тоа клипче или не знам цело шоу или бев во живо, фала ти како сум се, така се немам смено. Или се препознав во приказната. Фала ти, алал да ти е дека спомна за тој проблем, така за не еден сега не можам конкретно да кажам, ама некако се чувствуваат луѓето дека се почувствувале дека за момент правдата е на нивната страна, дека на некој таму му е одредено нешто кажано. И тоа е ненормално задоволство, значи да слушниш дека она што си го работел, што си го смислил или се родило во моментот на сцената, на некој му создава чувство на надеж. Реално и допира до реално тоа ни е нас работата. Ние сме со одговорност да предизвикаме кај онај кој станува рано наутро или оди доцна на вечер на смена или е по не знам колку сати доктор во болница со не знам колку пациенти се труди да се справи, нели, да помогне во мизерни услови, во објекти кај што не се поправени, реновирани од кој знае кое време, од некој друг век. Ние како артисти, како комичари, актери имаме обврска да му влееме надеж на тие личности, за утре да можат да продолжат. И реално, ако успееш во тоа, сега пак од другата страна, чувството на некаква правда и на некаква, не знам, на некако фер плей, чувството како артист, ја за мене лично зборувам сега, кога ќе си заминам од шоу, ми ги полни батериите, значи без разлика, пошто ова мене ми е професија, јас не секогаш кога сум на сцената, мене ми се кажуваат шеги, нормално како и на сите луѓе ми се случуваат драми во животот, негативни моменти. Меѓутоа, кога ќе се постигне нивото на таа комуникација со публика, кога ќе видиш дека искрено се случуваат работите, зашто во смеењето не може да е фейк. Или ќе се случи, или нема да се случи. Следниот пат биди подобар и така натаму.
тој момент ми ги полни батериите, тоа ми беше поентата. Во овој контекст, што е пострашно, економска сиромаштија или сиромаштија на духот? Мислам дека за сите оние кои се задлабочиле малку во ова прашање, мислам дека културната сиромаштија многу поскапо не чини долгорочно. Правиме муабет. Нормално дека со 5 вица ти нема да се нахраниш, мислам, не сме до толку фантазери. Меѓутоа, долгорочно, кога човек е во еден културен мрак, ненормално негативни работи се случуваат длабоко во него и тоа се рефлектира, мислам, познато ти се занимаваш со спорт, следиш настани и така натаму, да речеме дека сите клубови се со исти тип на тренинзи, исто се финансирани, меѓутоа во еден момент тебе ти треба мотивација. Тоа е нешто што не можеш како суплемент да се земе или не можеш да го купиш во супермаркет или тоа се раѓа, тоа е начин на живот, тоа е култура на живење. Затоа викам доколку тоа се занемари, страшно е. Еве да го цитирам Фридрих Ниче, ако премногу долго си во амбисот, во темнината станува дел од тебе, значи ти се претвараш во поинаква личност. Дарт Вейдер. Се претвараш во после светло ако е ќе ти смета. Така да мислам дека долгорочно гледано е страшно ако немаме културно живење. Проблемот е што валутата кај нас не е на дали си бил на ваков или онаков културен настан, па сега кој подобро си поминал, кое е твоето мислење за балетска представа, филм, театар, концерт, стендап, било што. Проблемот кај нас е што во текот на годините валута стана сендвич. Ние мериме во колку сендвичи, дури сендвичот како феномен во општеството во Македонија стана, тие што живеат подобро, веќе сендвичов доби друга димензија, сега е бургер, малку е пак е сендвич, ама е од другите. За жал, ние сме на такво некое ниво. Сега, духовната храна која црпиме од настаните, културните и така натаму, се разбира, многу зависи од понудата. Апсолутно. Ако ја погледнеме понудата која ја имаме во земјава, Охрид да си гледаме дома, така, низ 365 дена, ама особено на лето, тоа е еден контраст кој можеби е тешко и да се објасни. Што се нема на сцената како понуда во туристички Охрид? Дали се од тоа, те прашувам лично, му е потребно на Охрид и дали буквално се од ова што изминативе децени нели ни се сервира како понуда, треба да биде дел од понудата и на Охрид. Мислам дека понудата моментално е рефлексија на одредено ниво, тоест веројатно настаните кои се организираат, да бидеме подиректни, правиме муабет за турбо фолк концерти. Тие се општествен феномен, многу артисти ги коментираат, едни од првите на кои можам да се сетам, Рамбо Амадеус, дури мислам дека го измисли терминот турбо фолк. И го дефинираше како такво за пошироката публика, ако не ја слушнала дефиницијата, тоа е како што тој кажува, сагаривање народа, турбо е мотор со внатрешно согорување, фолк е некаков тип на музика настаната од народот, таа која ќе се стави на стероиди и во комбинација со
моторот со нитро, со внатрешно согорување се добива турбо фолк. Така да исто така и Владимир Четкар, нашиот прекрасен артист и сограѓанин и борец против шундот и невкусот. Моментално тоа е така заради тоа што години наназад ние не сме обрнале внимание како држава на она што се сервира, особено во медиумите. Публиката, јас не ја обвинувам, публиката не знае што сака најчесто. На публиката што ќе ја сервираш, таа ќе речи добро де, ако нема друго, исто како дома фрижидерот кој ќе го Иако отвориш. разговараме, реално се работи за понуда и побарувач. Да, ти можеш да сакаш шкампи во сос, нели, меѓутоа ако ќе отвориш, ако внатре има паштета, ќе речиш добро де, ќе поминиме. Значи, генерално, метафорички кажано, истото се случува и овде. Ако ти на телевизија гледаш на нон-стоп Звезде Гранда и турбо фолк спотови и не знам нумери создадени на чат GPT за 5 минути со И малку различни шоуа, реалити, и такви, со во малку прайм тајм. визуелни нели истакнати делови и така натаму, и не обрнуваш внимание на за шо аџиба е нумерата и така натаму. И ако цело време тоа ти се сервира, ти си мислиш дека тоа е тоа е најакото. Тоа е најакото. Значи, буквално пред 3 дена бев на плажа со семејството, имаше сцена поставено, имаше концерт на не знам кои артисти од Балканот, на плажа во прайм тајмот, значи 4:30 попладне, кај што семејства, со деца, со концерт имаше и слушам текстоите, брате, курве, дрога. Мислам дека плафонот е достигнат. Мислам дека сидрото го имаме на најако фатено и одиме надолу. Имено по повод на сево ова, нашиот стадион е место каде што најчесто се случуваат тие настани. Втората причина, првата веќе ја споделив со прекрасните гледачи и следачи. Втората причина заради која што ми беше кејф да направиме едно шоу таму е за да се направи чекор македонските артисти да си го завземат сценскиот простор. Затоа што на телевизија, на радио, по социјални медиуми, најпопуларни се политичарите. Македонските артисти, не зборувам само за глумци, музички артисти, артисти од секаков уметници, воопшто, седат по дома, немаме доволно простор во медиумите. Еве факт беше исто така, викаме прест, ти си сведок. Викаме прест за Summer Comedy Marathon, 8 година поред, се појавуваат само најверните медиуми кои не следат во секој чекор. Не им е доволно скандалозно, не им е доволно интересно на останатите да правиме муабет за некоја турбо фолк звезда или за политичар, ќе ни речат извинете, ама така, зошто да е така? Значи, кој е највисокиот врв каде што македонски, еве, глумец, артист од било која област, писател, музичар, ликовен уметник, ќе ја достигне. Која е највисоката? Сега да не цитирам, свесни сме, имавме звезда од типот на не сум достоен ни да му го спомнам името, Тоше Проевски, например. Ние свесни сме што се случи, нема потреба да коментираме колку е тажна таа приказна. Кој е плафонот кој што го достигнува најдобриот македонски глумец? Кој е плафонот? Значи ти ако веќе си на своји, не знам, 60 и кусур години, значи веќе кариерата ти е секако дека ти како артист можеш да продолжиш понатаму да твориш. Меѓутоа веќе треба нешто да е, значи малку да видиш и бенефит од целата таа работа. Ние тотално имаме тргнато, никој не ги есапит колегите. Не ги есапит. Театрите свесни сме во какви услови се. Не мислам за кого, пак е тоа за нас, тоа е за публиката. Тоа е за да создадеме поквалитетен начин на живот. Мислам, кој е плафонот? Ние се занимаваме дали турбо фолк звезда
дошла директно из Београда са private джетом и знаеш и сите се возбудени како демек чудо се случило. Мизерија е, не знам, мизерија е. Затоа мислам она што јас како тоа е моја лична мотивација. Сакам артистите да го заземат целиот тој простор во своји раце, затоа што им припаѓа на во крајот Македонија има ненормален потенцијал. Ние сме навикнати дека секогаш некаде таму е успехот, некаде таму ти ако не си во Холивуд или ако секако нивната машинерија е многу поголема, значи од нашата. Разговараме за Space Shuttle и за Фичо од 75-та, меѓутоа не значи дека нема што да се понуди. Барем дома, така. Како да се изместени малку вредностите, Мислам малку дека повеќе. се тотално изместени. Центарот на гравитација е тотално изместен. И време е да се обрне малце внимание, затоа што децата почнаа да ни учат прво на англиски, па после на македонски треба да се дообјасниме со зборовите. Значи, јазикот како најголемо богатство ни оди во заборав полека, ама тоа е затоа што не се произведува програма на македонски јазик. Значи колегите дремат, има ненормална бројка на невработени актери, нели? Се создаваат кадри на академија и после дремат луѓето. Не може тие да одат на друго место, значи плански треба да се делува. Од друга страна, медиумите најлесно им е да си земат готова продукција од странство, малку бр синхронизација и се е прекрасно, решена е цела година, ајде одиме на лежалка во Грција. Така и да се пуштат во прайм да се емитуваат шоуа нели исто купени и така натаму, а не продуцирани собствени. Нас ни е гордост дека македонец победил во Србија на Звезде Гранда. Па направете шоу во македонски рамки дома нека победи. Тоа е супер, меѓутоа нели не треба наша продукција. Ма не значи секогаш дека успехот е таму. Ворете, мислам, немам ништо против, нека има, меѓутоа да обрнеме малку внимание на домашната сцена. Кој е Никола Тодоровски приватно, семеен човек, ама колку има време за семејството, се трудам искрено да балансирам. На социјалните мрежи не го споделувам личниот живот. Личниот живот си е личен живот. Се трудам со публиката да си комуницираме за работите кои ни се заеднички. Исто се трудам да избалансирам, не е секогаш лесно и возможно. Секој кој има било каква професионална работа и амбиција му е познато дека не е лесно да се направи баланс помеѓу личен живот, семејство и работата. Се трудам колку ќе бидам успешен, колку сум бил успешен и дополнително ќе бидам, ќе кажат веројатно во друга прилика оние за кои се трудам. Многу сум благодарен на сопругата Адријана, која исто така ми е и колешка во театарот, зашто има ненормално големо срце и разбирање за се ова што го правам. И мислам дека ако не беше дел од актерската професија, немаше да се разбереме, зашто нашата професија е малку поинаква, поспецифична и бара поинаков тип на жртви. Не сакам да омаловажам било која професија. Сакам да кажам дека е малку поспецифично. Да. И еден обичен ден, за време на Summer Comedy Marathon, станувам од прилика околу 7:30 доручек. Овоше кафе, седнувам одма на компјутер, малку маркетинг, подготовка за сите следни шоуа, комуникација околу продажба на билети, сите тие работи заедно со мојот вечен сопатник и десна рака Филип Ангеличин Жура, без кого мислам дека сиве овие проекти немаше шанса да се случат и да бидат вакви какви што се, така да Филип Ангеличин Жура, благодарност и тебе директно во камера. Потоа прописен доручек,
се трудам да одиме на плажа, малку да се релаксираме со трите прекрасни диносаурушчиња и сопругата секако. Понатаму се спремам веќе за шоу, во околу 7 веќе треба да сме присутни на местото на настанот стандардно, после шоу. Порано знаев да подостанам да се подружиме со екипата, меѓутоа сега знаејќи дека ме очекуваат обврски семејни, тоа се случува, ама ретко, не толку колку порано. Така да, од прилика, тоа е еден стандарден ден во текот на Summer Comedy Marathon. Хоби ти е нуркањето, колку време имаш за него и за себе? Да, од пред една година веќе завршив почетен курс за нуркање. Тоа ми беше огромна желба уште одамна, меѓутоа немав услови да го направам тоа. Се погоди и екипата и условите, од пред една година го завршив и е еден од моментите кој буквално е тотално различен од било што, значи буквално и екипата е тотално различна од нормално мојата секојдневна екипа, актери, менаџери, така натаму, медиуми, луѓе, гужва, сите тие работи. Таму е поинаков тип луѓе од секакви области, од до, значи буквално прекрасен микс од мајстори, доктори, адвокати, не знам, механичари, се готвачи, било што, значи секаков тип на професии и муабетите се освежувачки, буквално малку да се стави се останато на пауза. Најдобар момент е во тој еден час кога ќе влеземе во длабочините на Охридското езеро, дека во тој еден час ништо не се слуша освен меурчиња. И плюс е тимска работа. Тоа дава една дополнителна димензија на работите, затоа што одиш на нуркање со партнер и се развива неверојатна доверба и другарство со човекот со кој што најчесто си партнер. Буквално комуницирате со одредени знаци под вода, треба да се разбереш, да се грижиш за него, да се грижи тој за тебе. Го поздравувам Илија Прензовски, кој ми е бади, партнер за нуркање најчесто и секако цел клуб Амфибија. Нормално дека со сите сме блиски, меѓутоа најчесто со него сум партнер и буквално се грижиш за партнерот, се грижиш за екипата со која што си во длабочините, треба дисциплина, треба внимавање, делите воздух. При крај сме на разговоров овде во прекрасниот амбиент на манастир Винари. Сосема за крај, кои се твоите планови не во наредните 15 години, меѓутоа така е краткорочни, ако можеш нешто да споделиш. Да, фокусот е да завршиме со Summer Comedy Marathon, со финалето, нели, сите останати шоуа до финале. Целиот прв дел беше распродаден, значи буквално секое шоу поминавме прекрасно. Се надевам дека и вториот дел веќе изгледа дека ќе биде така. Завршуваме со едно гранд финале. Апел е од мене до публиката да не го чекаат последниот момент. Имавме таква ситуација и во изминатите години, особено за финалното шоу. Чекаат до последен момент и потоа цел ден звонат телефони и Жура е нервозен и тоа не е убав момент за екипата. Значи апелирам, билети се пуштени во продажба за сите шоуа на hhh.mk или на 075 283 066. За последното шоу имаме поширока можност за продажба на билети. tix.mk, hhh.mk, тоа е за кој сака онлайн да си купи билет, при што апелирам да е така, затоа што помалку гужва наврата, или за оние кои сакаат директна комуникација и повик, истиот телефонски број 075 283 066. Апелирам да си земат билети со време, мислам дека ќе биде еден прекрасен настан, веќе познато ти е и тебе, технички, нели, заедно за тоа шоу си помагаме, веќе се подготвуваме сцена, сите тие услови за да биде буквално спектакуларно шоу
и ќе ми е огромен кејф јубилејот да си го прославам во сопствениот роден град. Една приказна која мене ми е драга, се надевам дека и останати животи ќе направи барем за еден минимален процент да им е посреќно во животот. Откако ќе се заврши тоа, мала пауза, одмор со семејството, веќе од есенскиот период ќе има неколку големи шоуа во Скопје, ќе најавиме дополнително каде и што наскоро и секако турнеја низ Европа по сите градови каде што има наша публика со шоуто, значи ќе имаат прилика да го гледаат на македонски. Тоа е вака, да речам, до Нова година. Околу Нова година, како што веќе ти е познато, славиме 10 години Зимска бајка. Исто така дел сум и од тој проект со огромна чест и задоволство од самиот старт. Така да мислам дека ќе биде убава година. Јубилејна година, 15 години стендап кариера Никола Тодоровски, 10 години Зимска бајка и 20 години Охрид Нјуз. Ќе направиме некој квалитетен микс заедно. Се надевам дека овој разговор им беше интересен на гледачите, бидејќи отворивме некои теми за кои не се зборува често. Да. И уште еднаш покана до сите на 13-ти на стадионот на СРЦ Билјанини избори, шоуто Обстанок на Никола Тодоровски, неговите специјални гости Тино и Јатанас, исто така и Братучет за атмосферата, нашиот почитуван DJ Face ќе се погрижи и овој разговор се надевам ќе биде добра покана да ја исполниме трибината на Билјанини избори и заедно да уживаме во стендап шоуто на Никола Тодоровски и на тој начин да му го честитаме јубилеот 15 години стендап кариера. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте, а тебе, Никола, ти благодарам на издвоеното време. Благодарам и јас. Охриѓани, се гледаме на 13-ти. На здравје. Се гледаме. Драги Никола, ти си доказ дека може да се успее и без талент. А ако некој го знае тоа сум јас. Со оглед на тоа што настапуваш на неколку јазици, се обидов да зборувам на македонски, но веројатно звучам лошо, исто како и твојот стендап. Драги брате мој, желим ти све најболje за 15 година кариере, свака ти част, све честитке, сјајан си. Љубите Винча. Ćao. Kažu, stand-up komedija je novi vid zabave na ovim prostorima. Kako bre novi vid zabave kad se Nikola Todorovski 15 godina već bavi time. Jeste on od samih začetaka stand-up komedije, ali uspešno 15 godina održava svoju karijeru. Dragi Nikola, epa bando! Zadovoljstvo je sa tobom deliti binu, da li na Ohridu ili na bilo kom drugom mestu. Zadovoljstvo je tebi predati mikrofon ili od tebe uzeti mikrofon i nastupati pred tebe ili posle tebe. Želim ti bar još duplo ovoliko, znači to je još 30 godina plus ovih 5, to je 45 godina bavljanja komedijom. Pa druže, onda može i zaslužena penzija, jer tad ćemo već krenuti da lapimo. Znate, svaka čast, velike čestitke i vidimo se negde na bini i javit ću ti se kad bude mojih 15 godina. Još par godinica. Stižem te. Epa bando! Evo me, snimam video upravo ispred našeg Boema i trebalo bi sad da te nešto zajebao. Mogu da te zajebavam do sutra, ali ne mogu u ovom videu jer se nalazim ispred našeg Boema gdje smo popili mnogo pića, mnogo razgovora vodili i ono što želim da se nastavi, a znam i da hoće, da budeš tako divan čovek i takav brat svima kao što si i meni i hvala ti na svemu. Bićeš komičar vrhunski ko što i jesi, ali to nije tvoj najveći kvalitet. Tvoj najveći kvalitet je zato što si takva ljudina i evo ja ti snimam video i kad se završi vraćam se da s tobom popijem piće i još jedno i mnogo. Здраво, Никола. Додека шетам и ги гледам убавини во овој наш прекрасен Охрид, во себе си размислувам: добра бе човек, која помина 15 години од твојава кариера. Ко вчера да беше ко се објаснавме со луѓе, познаници, со газди на локален кафичи, шо е тоа стендап и зошто сакаш да го работаш. А сега веќе 15 години покасно ти, брате, полниш стадиони. Сакам само ти посакам уште милион успешни, распродадени стендапи, полни сали, стадиони и локали.
да си ми жив и здрав. А за себе ќе си посакам појќе разделени кревети на нашите заеднички турнеи. Жив и здрав да ми си. Јепа, драга бандо, што би рекол нашиот дорак пријател, актер и стендап комичар Никола Тодоровски, кој воено и главен организатор заедно со својата десна рака Филип Ангеличин Жура на добро познатиот Summer Comedy Festival. Ова прилика би ја искористил како би ја поздравил нашата 15 годишна, запамтите 15 годишна соработка, која се покажа како неопходна за нели овој маратон од смешки да биде истрчан. 15 години останавме окезени, весели и се надевам дека ќе продолжиме барем уште толку. За тие што не ме знаете, јас сум Иво од Джезин, за тие што ме знаете супер и ви праќам поздрав директно од храмот на джезот и комедијата во Охрид, Джезин. Peace out. Стендап. Тоа значи да стоиш зад работите што ги кажуваш. Коле, продолжи цврсто да стоиш зад работите што ги кажуваш, а со тоа да правиш еден куп луѓе да бидат многу среќни, весели и насмеани. А твоите луѓе сме тука и цврсто стоиме позади тебе. Респект, брате. Έλα παιδιά, καλημέρα. This is Jimmy from my office. This is a message for Nikola Todorovsky, my Macedonian brother. You know that Jimmy always thought he was the Greek genius. The only genius until he met the Macedonian genius. My life changed. I became the first Tyrian in history. So that you see that Greeks and Macedonians, we are brothers. I told him, Re Malaka Niko, na pume, you pseudo-Bolshevik, you have to know about Viagra. Nikola is so advanced that he told me, Re Malaka, Jimmy, you Greeks, na pume, you think you invented everything. Us, Macedonians, we invented the Viagra in suppositories, which is very gay-friendly. And since then, my life has changed. Λοιπόν, παιδιά, I hope to see you again very, very soon in Ohrid. Ohrid, that has become Jimmy's second home. This is a message for my brother, Nikola Todorovsky. Top comedian, but once you know him as a human being, he's a lousy comedian if you compare it to his human quality. Ade Malaka Nikola. Jimmy is your brother. On top of that, you have a Greek name, a Macedonian with a Greek name. You have to be inclusive. Да работиш со коле е чест, не е уживање, пошто да пиеш пиво со коле е уживање. Најаке што од нигде ескалират, од најобичен муабет се прави шеги, тоа е ненадмашливо, тука број еден. За материјал за стендап нема ни да дискутирам. Еден е тој, кој што прави тоа ние ММА Кабиб. Еден ден вака за коле, не еден ден, сега. Коле еден. Не знам зашто го умревме од старт, ама 8 години, јас сум на сцена, 8 години не би менјавал за ништо друго, освен со роднинава да работам. Роднино, ти посакувам уште многу настани, уште многу успеси, многу спешали пред се и да си жив и здрав. Коле еден. Nikola Todorovski slavi 15 godina rada, tako da srećan 15 godina rada, Nikola, i svaka ti čast, i malo je reći da sam apsolutno ljubomoran što uspeš da izbacuješ toliko materijala, dok ja ne mogu 2 fore da smislim, evo već 3 meseca, tako da Nikola Todorovski je jedna facetina, jedna kraljina, jedna carina koji drži ceo taj okvir na svojim plećima i cima se i trudi se i razvaljuje gde god stigne. Ja ste ikad imali priliku da nastupate u Ohridu, znate kako je to biti ugošćen. Jedni od najlepših uspomena u stand-upu smo imali sa Nikola Todorovski u Jazz-inu i Ohridu. Tako da, Johnny, srećnih 15 godina i za narednih 50 godina vidimo se. Hvala ti, brate. Hvala ti. 13. август. Обстанок. Стендап шоу по повод 15 години кариера. Градски стадион Билјанини извори.